И почитувани, добро вечер, добар ден од мене и Тео. Стартуваме со новото издание на Црвена линија и како и секогаш што бива на самиот почеток ве подсетуваме што секако не смеете да пропуштите на Телма телевизија. Во топ тема интервју со председателот Стево Пендаровски. Бугарското вето е потврдено дали новата влада во Софија купува време или отвора нови можности. Демократизација или стагнација во политичките партии, дали е можен национален консензус за стратешки прашања како образование, здравство и животна средина. Гледате вечерва топ тема во 19 часот и 15 минути со Сања Васик. Така е, како што знаете, ние секоја емисија имаме главна тема, како така и денешната главна тема, која гласи: замрзнаат цените на основните производи. Кои производи дополнително треба да се замрзнат? Оваа тема ни е доста актуелна и очекуваме ваше размислување и ваш став околу се до тоа. А секако во ова денешно издание ќе имаме вклучување и гости со кои што токму ќе проговориме околу моменталната состојба со замрзнувањето на цените на некои основни производи. А сега ќе се потсетиме што подготви на оваа тема и нашата колешка Александра. Цените на јајцата, оризот и тестенините не смее да растат до крајот на јануари до година. Владата на денешната седница го прифати предлогот на Министерството за економија да се прошири листата со основни прехранбени производи за кои ќе важат цените кои се применувале на 1 декември годинава. Оваа одлука е со цел да се превенираат евентуалните поскапувања на овие основни производи, кои исто како и другите основни прехранбени производи масовно се користат во исхраната на населението. Предходно владата под мраз ги стави и цените на лебот, шеќерот, брашното, маслото за јадење, млекото, свежото месо и совмеснатите производи, сирењето и урдата. Дали се почитува одлуката, контролираа пазарните инспектори. Тврдат нема неправилности. За сега немаат казнето ниту еден трговец. Казните пак за непочитување на одлуката се движат од 800 до 10.000 евра во зависност од големината на фирмата. На неделно ниво се прават околу 500 контроли, зборувам за на ниво на територија на цела Република Северна Македонија. И со оглед на фактот што кажав дека не се утврдени никакви неправилности, се уште нема ситуација каде што некој трговец на мало или на големо ги нема изменето цените или нема постапено согласно оваа нова одлука. Во случај да не се почитуваат одлуките, има законски прописи каде што се вметнати казните. Одлуката за замрзнување на цените на основните прехранбени производи се донесе за да се спречи ценовен шок откако храната почна нагло да расте. Бизнисот реагираше дека тоа ќе влијае на нивното работење, а познавачите пак дека мерката е за доцнета и не треба да се применува долгорочно. Од владата пак најави дека ако не се стабилизира состојбата, одлуката може да биде продолжена и по 31 јануари идната година. А како што напоменав на самиот почеток, во ова денешно издание на Црвена линија ќе имаме гостување. На самиот почеток ќе ја вклучиме и Маријана Лончар-Велкова, која што воедно и председател на Организацијата на потрошувачи на Македонија. Токму така, јас сум тука да подсетам вас како да не добиете околу технички дел на нашите социјални мрежи, за како се приклучите во емисија, во живо секако, на Facebook на Црвена линија во меседж порака, може да ни пратите ваше размислување околу темата, секако да слушнеме вашиот став околу главната тема. Исто така и на нашите други социјални мрежи, на Инстаграм и на Твитер, на Црвена линија, може да ни пратите па и таму ваше размислување, како и ваш никнем за дали Skype, дали Zoom, па ако сакате секако преку видео повик да ве добиеме. Нормално може да ве добиеме и на традиционалниот начин, на телефонски број 02 307 6677, да го слушнеме вашето размислување, да дискутираме околу вашиот став и сето тоа. А сега си знаете, правила, кога ќе ве добиеме, имате 80-90 секунди, исто така и ние ќе ве предупредиме 20 секунди, 15 секунди пред крај, за да си знаете со мислата како ќе терате. Така и колку за посетување, за оние кои што можеби по некоја минута подоцна се вклучија во Црвена линија, денеска говориме за тоа дека замрзнаат цените на некои основни производи и дали според вас е доволно тоа и дали сметате дека дополнително треба да замрзнат цени и на други производи. А доколку веќе ја имаме телефонски на линија, господја Лончар-Велкова, можеме веднаш да ја вклучиме. Како сте со оглед на тоа дека имате денеска навистина богата агенда работна, на пат сте, како се чувствувате? Па добро е, еве се враќаме, бевме во вклучени.
така да имавме таму една многу убава дискусија со представници од општината и со други представници, така да разговаравме за многу значајни теми. Веројатно ќе се формира и совет во Кочани за заштита на потрошувачи. Сега вие како председател на организацијата на потрошувачи, првото прашање за вас би било околу замрзнувањето на цените. Познато дека веќе се замрзнаа цените на некои основни производи. Дали според вас ова беше навремено замрзнување на цените? Ние побаравме да се замрзнат цените уште пред период можеби од месец и 30, така месец и пол дена. Меѓутоа баш тогаш беше изборните програми беа презентирани, изборите течеа, кампањите течеа. Се кажуваше дека нема можност сега во изборниот процес да се замрзнуваат цените, меѓутоа ние тоа не го прифаќавме, рековме би требало. И стварно, еве, Министерството за економија и министерот Бектеши, мислам дека тој всушност и целата влада после застана за даде едно вакво барање и тие самите тоа го размотрија на владина сетница и за нас е тоа добра реакција. Сега дали е задоцнета или не, сепак е добро што се реагираше на тој начин и има добро, пристоен опфат на основни прехранбени производи. Тука се зејтинот, шеќерот, солта, лебот, маслото, за јадење, кое што најголемо покачување сите велат дека имаше, од сирењето до месото, месните преработки, млекото, така да мислам дека доста беа опатени, сега се проширија со јајцата, со оризот, со тестенините. Па, дали е задоцнато, не е ни битно, важно е да се следи овој процес, да нема покачување на цените до јануари до 31. Потоа се надеваме дека ќе продолжи поради тоа што имаме цело време енергетската криза и најавата од 10% покачување на цената на струјата, што исто е тешко, мислам, да се поднесе од страна на граѓаните. Така, се исто така можеме да се префрлиме нашето следно прашање. Дали сметате дека дополнително треба да се замрзнат цените и на другите производи? Доколку да, на кој би било тоа? Би биле тоа? За сега ние сметаме дека листата на за која што работеше Министерството за економија доста исцрпно, дека ги утврдија се основните прехранбени производи, така да не можеме на сите 60 од листата прехранбени производи да се оди, меѓутоа сметаме дека ако има потреба, може да се реагира од страна на Министерството. Минатата година, поради пандемија, се реагираше на јужното овошје. Ако се сеќавате, минатата година исто така се замрзнаа цените на јужното овошје, оти многу одеа нагоре. Од 2008 година исто ги плафониравме цените. Кога беа поплавите, исто се плафонираа цените за одредени производи. Наизглед е популистичка мерка, меѓутоа е потребна мерка, заради тоа што ако зборуваме за стокови резерви или зборуваме за интервентен увоз, стоковите резерви е прашање колку ги има, како ги има, иако се со закон утврдени. Втората работа е интервентен увоз, сега немате можност за интервентен увоз. Сите земји си го чуваат производството и тешко дека ќе обезбедите, така да сметаме дека ова реакција и мерка на владата е добра. И кога дававте одговор, се разбира на оно што претходно ме прашавме околу листата на замрзнати производи, факт е дека постои рок на ова замрзнување, одреден е до 31.1.2022 година, а интересно е дека се најавуваат поскапувања, например, на струјата по нова година. Дали според вас ова е можеби прекраток рок на замрзнати цени? Рекоа дека има можности, се надеваме дека ќе се интервенира со оглед на тоа дека енергетскава криза нема баш да помине, него ќе потрае. Добро, ако не кажете што нема да има поскапување, покрај барањата големи за повисоко поскапување, повисоко покачување на цената, поголемо всушност. Сметаме дека сигурно ќе имаат, владата ќе има предвид дека нема да може да се покачуваат цените енормно. Колку ќе издржи бизнес секторот не знаеме, меѓутоа сите нешто мора да преземеме и да поднесеме. Не дека треба да се намалат маржите и тоа е тоа. Зборувавме за намалување на производи на рафтовите. Не би рекла дека тоа ќе настане, луѓето нема толку пари за да создаваат залихи дома. Ние ги повекуваме тоа, никако да не го прават, затоа што треба сега да се покаже една солидарност во поглед на ситуацијава каква што ни е.
Да, а според вас дали треба да се имплементираат и долгорочни мерки? За сега долгорочните мерки се најавуваат, нели? И така најавија, никој не рече до 31 сигурно и после нема ништо, че може да потрае 1, 2, 3, 4 месеци. Јас гледате и Бугарија ја ограничи цената на парното грејење, висината на цената, значи до март некако. Некои други држави ги ограничуваат на подолг рок. Сепак не може заради декларирање на функционална пазарна економија да се, нели, да се дозволи на тој начин да се ограничат цените. Меѓутоа, кога е во прашање ценовните шокови и стандардност на граѓаните, секако дека владата мора нешто да превземе и добро што го превземе ова. Не знаеме, мислам дека ќе го следат и мислам дека тоа ќе биде така како што е сега, односно да не се дозволи да се намалува стандардот на граѓаните, кој така ќе се намали со покачувањето на цената на струјата и всушност доколку нели се намали се тргне она наша ефтината тарифа од 2 до 4 часот преку ден. Еве, за крај, треба ли да стравуваме по завршувањето на овој одреден рок на замрзнување на цените од поскапувачки шок, односно да има како изненадување поскапување од мрзнувањето на цените? Да. Не би рекла дека може тоа да доаѓа, заради тоа што мислам дека нема тоа да се случи и дека нема да се доведеме во таква ситуација, дека сепак ќе биде цената таква каква што е, не очекуваме после да биде ценовен шок или да ги нема производите на рафтовите, очекуваме дека поради намалување на маржата ќе имаме негодување од бизнес сектор. Благодарам што одвоивте време со оглед на тоа дека патувате, секако очекуваме дека повторно ќе се слушнеме во Црвена линија и ќе зборуваме можеби и за пониски и ниски цени. Секој добро и убав ден. Благодарам за учеството. Благодарам. Поздрав до слушателите, до гледачите. Драги мои, јас и Тео секако од Црвена линија очекуваме да го слушнеме вашиот став. 023076677 и веќе од режија ни јавуваат дека имаме гледач. Добро вечер. Здраво. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Јас сум Бабаровска од село Орман. Ајде да ве слушнеме. Сега се зборам за темата, за покачување на цените. Да. И замрзнувањето на цените на одредени кога веќе они ги покачија. Треба да ги вратат назад на истото ниво, дури и поевтино да биде, па да ги замрзнат. А што ќе прават луѓето со 10.000, со 15, како ќе живеат тие луѓе? Како ќе купе прехранбено? Еве иде нова година, идат празници. Ќе китиме куќите надвор, ако ќе влеземе масата празна. Дали ќе биде весел нашиот фамилија, или ќе идеме по континерци, збираме јадење па да јадеме? Тоа е срамота што прават они вака. Добро. За цените толку да зборам, сакам малце да преговорам за нешто друго, ама ајде да оставам место на другите. Во ред, благодарам за вашето учество во Црвена линија, секако на некоја друга тема ве очекуваме повторно. А додека очекуваме гледач на 023076677, имаме и коментар на Црвена линија Facebook страната. Токму така, на нашата Facebook страна на Црвена линија, на нашиот пост што гласеше за нашата главна тема, да видиме Игор Јанковски што коментира околу главна тема. Здраво од Игор. За пофалба е мерката за замрзнување на цените на производите, за да се спречи понатака повисок ценовен пораст. Кратко и јасно, фала ти многу, Игор. Секако на 023076677 говориме за замрзнувањето на цените на одредени производи и секако дали сметате дека тоа е доволно или можеби на таа листа треба да се најдат дополнително и други производи. Почуваме нов гледач, добро вечер. Здраво. Да, повелете, во програма сте. Па да кажеме еве дека цениве сега дека ради ладнова може така замрзнале. Не ради друго. Нема ништо од ова е само продавање бајка. Значи ништо повеќе од бајка. Значи цените отида у небо, платите не мрдна, пензиите не мрдна, инфлација невидена дојде, девизи века и да е од после нова година ќе отидат у небо. Така да ова е само лажги и солпашки
ја на овие, не само на оваа власт, и тие претходните исти ѓавол беа, значи белјажи невидени како влади, само зулум прават на народ, ништо повеќе, зулумчарење невидено. Ова не сме да се пали никако. Ова е ништо. Замрзнаа цените, претходно ги дигнаа и замрзнаа, ама на неколку производи. Те ние ќе памтиме на кои производи они ги замрзнаа, ќе ставиме тука рецка и ќе внимаваме ориз, ќе зијаме или таму кои други продукти, дори не знам више, јајца мислам беше. Така да лажење и тоа невидено, значи мачкање очи Уште 15 на секунди. народ. Ало? Уште 15 секунди имате за вашата Ако мисла. не гледам ја на тоа, така си Ака, дрмам ака. само. И тоа е палење никако, само напаѓање и налагите што ги провоцираат. Благодарам за вклучувањето во црвена линија. Продолжуваме понатаму, значи она за што говориме е секако за замрзнувањето на веќе и проширена листата на основни производи. Па еве може некој од вас на 0230766777 да проговори за тоа кои производи според вас недостасуваат на листата замрзнати производи, може би нешто од козметиката, бидејќи покрај прехранбените производи, козметичките и хигиенските производи играат важна улога во секојдневниот живот. Да, а сега да ве слушнеме. Добро вечер. На линија сте. Јас не знам кои цени замрзнува. Пак нашите цени ги замрзнува, тоа е срамота. Ве слушаме. Во програма сте, продолжете. Ама кои цени замрзнува на земјоделецот ги замрзнува цените, друго што цени замрзна. Многу слабо ве слушаме. Дали се уште го имаме гледачот на линија? Не, се исклучи најверојатно технички не беше поддржано. Во секој случај ве потсетуваме кога се вклучувате во црвена линија, секако намалете го тонот на ТВ приемникот. Меѓу другото, дали имаме уште некој коментар, ќе потсетиме дека на листата, еве може да проговориме за тоа, претходниот гледач ги напомена и земјоделските производи. Говориме за за замрзнување на цените како што е на оризот, урдата. Имаме гледач, тука даваме веднаш простор. Слушайте овака, јас ќе кажам некој збор. Слободно. Овие што се јавуваат сите, викат дека скапо е, нема ништо. Барат пензија да се кача. Само да ја прашам тие што зборат вика 8.000 динара имала пензија. Колко дала пари у пензијски фонд за своји 40 години? Имат луѓе што работеле 40 години, 18.000 имат пензија. А она не дала ни динар, бара уште. Ово е помоќ, ово е дадено од социјален помоќ, а него е дадена пензија не за да му се кача она како што сака. Ако сака да му се кача, нека оди у село, нека работи и има све могуќе. Јас предлагам сите работи што вика да се покачи, не 100%, 200% да се покачи, сите селјаци да се вратат у поле, у село да работат, за да може да живеат. Иначе овака ќе биде критично стање не само за нас, него за цела Македонија. Зашто цела Македонија е собрана у градови. Скопје, Битола, Гевгелија, Куманово, не зборам. 25 секунди имате. Сите села се испразнети скроз. Сите работат тамо, живеат. Деца су по Германија, по странство, зимат пензија, им дават пари и од друга страна плачат. Те ли им е срам да речат немат пари што се јадат? Па таа ако нема пари да јаде, нема да се јавува секој ден. Тоа е срамота што го прават. Што ми народ јаде вода не пие или леп? И Времето истече истече. времето за овој гледач. Сега одиме со реклами и ве очекуваме во вториот дел од Црвена линија. Повторно сте со Црвена линија, говориме за листата на замрзнати производи, прехранбени производи и секако зборуваме за тоа што сметате вие, дали дополнително треба да се
збогати оваа листа и со други производи. А како што напоменавме на самиот почеток, во ова издание имаме уште едно вклучување, станува збор за господинот Слободан Трендафилов од Сојузот на синдикати на Македонија. Добар ден. Добар вечер. Добро вечер, дали се слушаме со Слободан? Добро вечер. Добро вечер на вас и на вашите гледачи. Благодарам за можноста да се вклучиме во вашата емисија. Првото прашање за вас би било, еве, според вас, замрзнувањето на цените на одредени основни производи, дали воопшто го улесни пазарувањето на граѓаните, особено во вака пред празниците? Да, се разбира дека го улесни. Ние лично како ССМ сметаме дека замрзнувањето на одредени неопходни производи е задоцнето, но неопходно за граѓаните, особено за онаа ранлива категорија на работници, пензионери и невработените. Се разбира дека ние и минатата година успеавме како ССМ да издействуваме замрзнување на цените, што навистина даде добар придонес во насока на справување со ковид кризата, во поглед на тоа да граѓаните можат да си дозволат основни прехранбени производи. Ова го зборувам од причина што и тогаш и денеска нужноста и неопходноста беше далеку порано од колку таа се случи. Ние од самиот почеток на годината говориме дека треба да се направи напор, владата да биде малку похрабра во чекорите кои ќе ги презема за ограничување на цените. Уште тогаш апелиравме дека зимото ни доаѓа и дека постои опасност од зголемување на цените на овие производи и можноста да македонскиот работник или граѓаните не можат да си ги дозволат. Ако знаеме дека 1500 денара веќе синдикалната минимална кошничка од почеток на годината до денес е зголемена, а само во ноември месец е зголемена за 320 денари и тоа е исклучиво во делот на храна и пијалоци, тогаш ите како е алармантна состојбата и црвената линија произлегува дека е одамна помината во насока на тоа дека требаше многу порано да се преземат овие чекори. Се разбира тука и ризикот од тоа што мерката важи од 1 декември, цените од 1 декември, а ние сметавме како синдикати дека тоа треба да биде малку поназад неколку месеци, со оглед на тоа што од септември до декември цените и како се зголемија. Така, баш како што ги спомнавте мерките, дали според вас навремено се превземаа мерките? Веќе споменав, сметаме дека мерката е задоцната, но неопходна. Можеби за мерката требаше да се дискутира во септември и некаде од октомври да почне да се применува со оглед на тоа што знаеме на која висина беа цените во тој период. Ние се доведовме во ситуација да ограничуваме цени кои веќе се зголемени и како такви, од друга страна, дури може да кажеме дека им ги гарантираме на работодавачите до 31 јануари. Дури во одредени дејности може да се случи и работодавачите на оваа мерка да имаат дополнителна заработка, што не треба да биде во случајот со носењето на овие мерки. Се разбира дека мерката како таква е добра, но се разбира задоцната. Факт е дека се зголеми листата на прехранбени производи кои што добија замрзнати цени, но според вас, еве, дали сметате дека требаше да се надополни листата со уште некој производ? Еве, зборувам и за козметичките производи за лична хигиена. Нашите податоци кажуваат дека цените на храната и на пилотите драстично се зголемени во изминатите месеци и токму во оваа насока можеби треба и да се движат некои евентуални дополнителни мерки и дополнителни зголемувања на листата на производи на кои се замрзнати цените, но тоа што е за нас важно и во наредниот период можеби треба најмногу да посветиме внимание, иако со замрзнувањето на цените наместо да бидеме први, ние во принцип секогаш следиме некој од регионот, можеби добар пример е да следиме и на кој начин Бугарија, соседна држава, ги замрзна цените на електричната енергија до март 2022 година, што како таква причина електричната енергија ќе доведе и до дополнително зголемување на цените на овие основни прехранбени производи или на сите производи воопшто и можеби владата треба да размислува да ги намали акцизите на горивата и на таков начин да придонесе да не се зголемуваат вештачки цените на производите во наредниот период.
Да, и сега прашање што мислам дека многу ќе ги интересира за одговорот. Дали овие мерки кои што се превземаат до сега ќе направат промена на подобро во потрошувачката кошничка на семејствата со минимални примања? Да, значи како што велите и вие, а податоците со кои располагаме како ССМ говорат дека 1500 денара е зголемена потрошувачката кошничка. Ако знаеме дека минималната плата беше усогласена на 15.200, тогаш тоа значи дека некои 1500 денара од минималната плата се веќе подјадени од почетокот на годината до денеска. Значи македонските работници не можат да си дозволат производи за најмалку 1500 денара помалку во нивниот семеен буџет. Од друга страна знаеме висината на пензијата колкава е, знаеме дека имаме исто така и граѓани кои се невработени и навистина се доведуваме во една сериозна ситуација кога може да се случи многу лесно тоа што можеме да си го дозволиме денес, да не можеме повеќе да си го дозволиме утре и поради тоа сметаме дека е неопходно итно зголемување како на платите, минималната плата која како активност ја спроведува ССМ во изминатиот период на 18.000 денара и скалесто зголемување на останатите плати, а многу ќе значи и зголемувањето на пензиите на повозрастната категорија на работници кои се веќе во пензија, кои ќе придонесат и како да се подобри животниот стандард. Господине Трендафилов, благодарам што одвоивте време, што се вклучивте во Црвена линија и секако кога станува збори, кога го зборуваме за граѓаните и како потрошувачи, ќе ве очекуваме и во некоја наредна прилика. Ви благодарам на поканата. Секако. А сега, драги наши, ве очекуваме вас на 023076677. Она што сакаме да го слушнеме, со што вие бија надополниле листата на производи кои што треба да имаат замрзнати цени. И дали воопшто сметате дека ова е олеснување за вас? Да ве слушнеме. Добар вечер. Намалете го тонот на ТВ приемникот, подобро да не слушате. Слабо го слушаме гледачот, дали не слушате вие, во програма сте? Не се исклучи. Добре, во очекување сме на следен гледач и како еве за подсетување ќе кажеме дека замрзнатите цени на прехранбени производи ќе има рок на ова замрзнување. Сега е даден датум од 31 декември 2022 година. А имаме и гледач, така ни јавуваат од режија. Добар вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Вака, сакам да зборувам за цената на огревното дрво која е зголемена за 100%. Пелетите за 50%. Не ни треба толку, не ни се неопходни шминките, колку што не е огревното дрво потребно и пелетите. Како ќе ја поминиме ние зимата кога дрвото огревно е зголемено за 100%? Со една пензија колку метри кубни можеш да купиш? Кога еден метар кубен е 5000. Пелетите се зголемија за 50%. Едно вреќе е 400 денари. 400 денари за еден ден. 30 дена по 400 денари колку кошта една пензија? Како ќе врвиме ние, како ќе... Мени треба на сорис со 20 денари, ако е поскап. Или јајцата со 20 денари поскапи. Ќе купиме една корпа месецо јајца, едно кило орис. Нас ни треба овие основни производи, што ни треба да ја поминиме зимата. Толку имам. Владата треба да се сети на овие работи, а не на јајца и орис и не знам што таму. Некои минимални работи што ги користиме. Благодарам, пријатно. Благодарам за вашето јавување во Црвена линија. Во очекување сме и на следен гледач 023076677. Дали имаме промена на Facebook страната Црвена линија, каде што секако очекуваме да коментирате и таму, па и на Инстаграм. Токму така, како што ја подсетив, можете во меседж, односно порака, ни правите ваше размислување, вашиот став околу темата, па ние заедно ќе ја прочитаме и ќе дискутираме околу неа. Така и нашата социјална мрежа социјална мрежа Facebook, Црвена линија, може да видите секој ден има нови информации за новите теми што ние ќе ги даваме. А сега, кога што слушаме од режија, имаме гледач на линија. Добро вечер. Добро вечер.
Добро вечер, повелете. Поздрав до вас. Голем поздрав. Многу поздрав и јас да кажам нешто, да. Не будете да те иди. Јас прво те кажам, прво треба да се стави со нафтата, да се замрзне нафтата. Веќе нафтата, е превише. Се орат земјоделците, орат земјоделците, жде, овие ја покачуваат нафтата. Сад ова 3 дена, па намала 9 дена. Тоа не излак. Исто, да треба да се кажем. Јајцата, таме јајца јадеме по една табла. По 105, јајцата не подкапеа, толку ти си. Овие да се 60 дена, не подкапеа. И има други производи кои подкапна. Али кастот, земјоделец подкапе 50%. Значи, јас се слагам со Недат што се јави, со дрвото и пелети. Тука не си заедно. Кога ќе се намалат дрвото се намали и палетите, тогаш може да... Припазете 20 секунди. И електричната енергија. И тоа би било се. Ова, драги наши, беше и последниот гледач кој што го вклучивме во ова денешно издание на Црвена линија. Нашето време измина, сега ве препуштаме на програмата на Телма телевизија, а утре секако бидете подготвени. Ке говориме за украсувањето на градот Скопје. Дали сметате дека е задоцнето украсувањето на градот Скопје и дали воопшто чувствувате новогодишна божикна атмосфера? Така, како што си знаете, Црвена линија секој работен ден од 16 часот 40 минути. Сега оставаме, се готвиме со Маја. Чао, чао. Довидување.